вредности се почитуваат и промовираат во нашата земја и на кој начин? Зелените вредности во нашата земја се најмногу поврзани од граѓанските организации. Значи, тие се најмногу активни во подигнување на јавната свест на населението и промовирање на зелени вредности, додека институционално и систематски овој проблем некако останува да се провлекува низ годините, не дека институциите не се заинтересирани за поинаков пристап, но меѓутоа како да фали некој ефикасен модел кој што ќе може да се спроведе и во пракса и да биде ефективен и ефикасен. Значи, од моја гледна точка, јас доаѓам од организација како регионален координатор за Вардарскиот регион. Организацијата се вика Екосвест. Значи, моментално е направена коалиција за клима од 11 граѓански организации, кој што целта е, значи, сите тие организации да се спојат, за да може поефикасно и ефективно да се делува во јавноста за подигнување на свеста на населението, затоа што животната средина е клучниот сегмент во човековото живење на природата. Значи, природата ни враќа, значи сето тоа што ние го даваме на природата, таа ни го рефлектира и ни го враќа, можеби не денес, не утре, но години понатака, значи рефлектира со неадекватни, екстремни, неповолни услови климатски промени. Значи, секој еден човек кога би го запрашале, еве да речеме, во однос на моменталната актуелна ситуација во државава, што би му било приоритет како за решавање на проблем, мислам дека секој, еве, можеби не еден, ама 80% би одговориле, нели, сиромаштија, пари, економија, социјала, правда, зашто можеби тие се најгорливите проблеми во една држава, што не велам дека и стварно не се тоа, но според тоа можеме да согледаме, пошто имаме и анкети направени на таа тема, дека луѓето се многу малку свесни за животната средина, дека навистина може многу секој како поединец и групно да се направи. Значи, секој има моќ да направи многу. Например, има безбројни примери во обичното живење, во менување на навиките, кои што тековно можат да допринесат за заживување на зелените вредности. Например, еве би посочила неколку кратки примери, да речеме со природната козметика. Значи, се што она дали би ставиле на лице нешто што на него ќе прочитаме скоро на секој втор производ дека содржи 20 или 30% химикали. Значи, тоа организмот го впива и значи штети за организмот, го абсорбира. Затоа мислам дека еве едно како мото на секој што користи, значи секој човек, секој индивидуа, дека може да биде она дека се што можеме да јадеме, тоа можеме да го ставиме и на телото и на лицето. Значи, кога излегуваме од дома, треба да се изгасат светилките, да се штеди енергија. Значи, тоа понатака делува врз, нели, можеби не како поединец, но многу луѓе сме на планетава, делува врз емисијата на штетни гасови кои што треба за да се произведе електричната енергија. Значи, мислам дека еве да речеме и друга некоја иницијатива која би произлегла пиењето со пластични цевки. Дали мора да пиеме со цевки? Значи, има алтернатива. Значи, луѓето да се потикнат да користат свежа храна, да користат алтернативни начини на превоз, електрични превозни средства, исврлање на пластиката. Значи, мислам дека во овој дел институциите треба да настапат со некои програми и планови, каде што ќе можат и да ги субвенционираат сите овие предности кои што навистина би резултирале со многу ефикасен
пристап. Значи, актуелната ситуација треба и да ни покаже дека со пандемијава дека светот значи постојано и човештвото е под некои се по-комплексни, по-комплицирани закани со кои што ние мораме да бидеме подготвени и да се соочиме. Така да мислам дека во институциите е се повеќе од потребно да се ангажираат лица кои што ќе бидат стручни во областа од кризен менеджмент, бидејќи тие би биле спремни да се систематски да одговорат на посложени, покомплексни проблеми, кои што гледаме дека заканите кои што се по-модерни, по-нови, еве како што е со вирусот COVID, значи е нешто што е ново за човештвото, што сите некако неспремни. Значи, кога би имало институционално по-добар пристап за решавање на овие проблеми, подобро би биле организирани работите и подобро би се справиле со целокупната ситуација. Заради тоа што и општеството поминува низ големи трансформации, кои што се по-комплексни, значи и образовниот систем, мислам дека и општеството треба да се прилагоди и да го менува образовниот модел. Значи нешто од кое што мислам треба секој општество да тргне, дека основата на напредокот на едно општество е образованието од најмладата популација, за да се развијат и креираат генерации понатака кои што биле свесни и спремни за климатските промени и за животната средина. Затоа моето мислење и иницијатива до новата влада, значи би била некако институционално да се заложат сите засегнати страни. Министерот за образование и директорот на дирекцијата за заштита и спасување го донесуваат правилникот за обука и едукација за самозаштита. Значи сите инволвирани други страни, значи Министерство за труд, мислам дека треба да бидат вклучени Биро за образование, за да се изготват програми или во редовните предмети во училиштата, или како посебен предмет, како едукација, теориски практични вежби за учениците, каде што би можеле да бидат запознаени со животната средина, како може да придонесат за нејзе, како може да се наштети, што се може да се направи за да живееме во една чиста и убава животна средина и сето тоа за поубав и поздрав живот.